Денеска се очекува можеби во собранието да се појави министерот за надворешни работи Бујар Османи. Потенцираме можеби бидејќи тој денеска е на пат во Братислава, самиот кажа дека ќе направи се што може за да пристигне во собранието и да открие можеби повеќе детали околу патоказот, односно овој патоказ од Лисабон за договор меѓу Македонија и Бугарија. Тој денеска треба да говори пред Комисијата за надворешна политика со која што председава председателот Антонио Милошовски. Тој како и неговата партија повеќе пати кажаа дека стравуваат дека СДСМ може подготвува предасо кога станува збор спорот со Бугарија. Токму во овие вести повеќе околу ова ќе ни каже Антонио Милошовски. Добар ден, господине Милошовски, ви благодарам што сте дел на Алфа телевизија. Денеска во собранието можеби ќе се појави министерот Бујар Османи. Вие кажавте тоа е негова обврска, а не желба да дојде во собранието. Дали очекувате можеби тој да открие нешто повеќе околу оној патокас од Лисабон? Па прво околу појавувањето на министерот, јас стојам на тој став дека обврска на секој министер е што почесто да се појавува во собранието. И тоа да не биде изнудено со протести или притисок од јавноста, туку тоа да биде една желба и ниво на политичка култура за да се дискутира со оние кои што треба да ја контролираат извршната власт, тоа се пратениците. И се надевам дека тоа присуство ќе се случи. По однос на неговото излагање не би можел да преодицирам, но би бил изненаден доколку министерот Османи обзнани некаков нацрт предлог од она што го разговараат Заев и Бучковски во моментов со нивните колеги во Софија. Ние имаме одредени сознанија дека таков нацрт документ постои, дали тој ќе го наречеме патокас или акционен план или анекс на договорот со Бугарија, дека се разговара од страна на Бучковски и Заев, но не верувам дека Бујар Османи ќе го представи тој документ и ќе дозволи некоја дискусија дека ќе го открие тој документ пред пратениците. Претежно би очекувал да се задржи на некои дипломатски речники фрази, дека се вложуваат дипломатски напори, но дека датумот не е добиен затоа што постои вина кај некоја трета или четврта страна. И од наша гледна точка денешна во 2021 година главното прашање би било каде се загуби датумот кој што Зоран Заев, Бујар Османи и Никола Димитров го промовира во 2018 година. Дали тоа беше манипулација на јавноста за една употреба или беше реален датум кој што сме го добиле па некој ни го одзел. ВМРО-ДПМН на овие денови протестира поради сомнежите за предавство во преговорите со Бугарија. Кои се условите за ВМРО-ДПМН да ги прекине овие протести? Нашите услови се јасни, а тоа е да не се навлегува во принципите кои што ја одбележуваат секоја суверена држава. Секоја суверена држава има право да се ја определува својата историја, своето образование, своите херои, етногенезата на народот, потеклото на јазикот, македонскиот идентитет севкупно и цениме дека е спротивно на европските вредности ако човек се откаже од овие принципи само заради некаков дипломатски или политички краткорочен профит. Затоа, ценејќи ги поведенијата на Заев и на Бучковски во изминатите неколку години, ние имаме оправдан сомнеж дека кај нив постои тенденција да направат одстапки кои што можат да бидат штетни на националните интереси на Македонија, а истовремено да бидат спротивни на европските вредности за нашата посебност. Утре токму министерот Османи заедно со премиерот Заев и други владени функционери ќе бидат во Софија. Дали очекувате нешто повеќе од оваа дипломатска посета на Софија? Ние очекуваме одговор на едно прашање од Заев и од неговите колеги, поранешниот колега Бојко Борисов и сегашниот председател на Бугарија Румен Радев. Одговорот треба да биде кој кога лажеше, дали во 2017 година кога Заев кажа дека со потпишувањето на договорот со Бугарија веќе нема отворени прашања и нема спорови меѓу Македонија и Бугарија, или се говори вистината сега кога гледаме дека тенденцијата е да се склучува договор на веќе склучениот договор. И зошто беше манипулирана јавноста изминативе 4 години. Гледаме дека Македонија и Бугарија имаат отворени прашања, но тензиите помеѓу македонскиот и бугарскиот народ од 2017 до денес се многу поголеми отколку сите вкупни тензии во изминативе 30 години и тоа не е добро ниту за народите, ниту за Македонија и Бугарија како соседи.